Добра вечер за Сарај, добра вечер за Скопје, добра вечер за ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Најнапред, би сакал да го поздравам кандидатот за градоначалник на општина Сарај, на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, господинот Зоран Бошковски. Да го поздравам носителот на советничката листа на градот Скопје, професор доктор Владо Поповски. Да го поздравам носителот на советничката листа на општина Сарај, доктор Јован Дечков. И секако би сакал на крај да го поздравам и председателот на општинскиот комитет господинот Васе Трајковски. А највеќе вас, граѓаните, жителите на општина Сарај, да ви заблагодарам што вечерва дојдовте на овој митинг, на митингот на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија во општина Сарај. Почитувани жители на Сарај, најнапред да ви се заблагодарам што во 2009 година ми ја дадовте довербата и со вашата доверба станав градоначалник на градот Скопје. Тоа за мене беше голема чест, меѓутоа и голема одговорност да се исполни програмата која што беше ветена во 2009 година. Јас и мојот тим во изминативе 4 години работевме деноноќно, макотрапно, посветено и отчетно за да можеме да ги реализираме тие дела. Делата се видливи. Видливи се во сите 10 општини во градот Скопје, независно од етничката, верската или политичката припадност на жителите или на градоначалниците на тие општини. Ние работеме за граѓаните на градот Скопје, меѓу тие ни ја дадоа довербата и сметам дека направивме многу. Делата се видливи. Работеме во Сарај, во Ѓорче, во Карпош, во Центар, во Кисела вода, во Аеродром, во Газивава, во Чајер, во Бутел, во Шуто Ризари. За прв пат од 2009 до 2013 година од страната на градот Скопје инвестирано е во општина Сарај. Претходно ниту еден градоначалник нема инвестирано градски во општина Сарај. Тоа им го ветив на граѓаните на општина Сарај, во општина Сарај која дојдов и која дојдоа сите председатели на местни заедници од селата во општина Сарај. Беа многу револтирани, нормално на првата средба, веќе никој досега, дотогаш, не ги прашал кои проблеми ги имаат. Ги сослушавме јас и мојот тим, директорите на јавните предпријатија, раководители на сектори и тогаш и ветив. Секоја година, јас, градоначалник на градот Скопје, Коце Трајановски, секоја година ќе прави по еден проект во општина Сарај. И као никогаш досега ќе се гради во општина Сарај од страната на градот Скопје. И така и почнавме. Првиот пат е Рашче Копаница, во должина од 1 километар, во 2009 година. 2010 година, пат во општина во село Свиларе, исто така 1 километар. 2011 пат во село Крушопек према Сарај, 1 километар. Во 2011 година осветување на патот од Глумово па се до Матка, кој што кошта некаде околу 5 милиони денари. И 2012 година главниот и најважен проект за населено место Сарај, па ја би рекол и за градот Скопје, а тоа е изградба на мостот на реката Вардар овде во Сарај. Тој мост после 50 години, германците велат дека го правеле за време на Втора светска војна, ние направиме мост, го направи градот Скопје со моје ангажирање, затоа што така им ветив на граѓаните на општина Сарај, на председателите на местните заедници, дека мостот ќе биде и тој мост е реалност. Тоа е дело. Со такви дела, со дела се сака Сарај. Така се сака Сарај, така се сака Скопје. Само со дела, а не со празни зборови и празна реторика, празна политика. Доста име на граѓаните од празни зборови. Тие сакаат да видат што си направил и што ќе правиш. А ние и сме направиле и ќе правиме. Така ќе продолжиме и понатака. Така работи ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Горд сум што вечера сум со вас овде да ги кажам овие работи. Уште од првиот ден, уште од 2009 година, кога овде застанав,
Мисли кога ме избравте за градоначалник, сонував кој ќе дојдам и сонував кој ќе дојде овој ден, кој ќе застанам пред вас и ќе го дадам очето за сработеното. Не можеш да дојдеш и да ги лажеш граѓаните. Извинете, поради тоа и тоа не го направи мостот. Поради тоа и тоа во Свиларе не го асфалтира патот. Граѓаните не ги интересираат оправдувања, не ги интересираат дела. Како си ги направил, не ги интересира. Ете така, ние со голем труд, со голема мака, успеавме да ги направиме. И не е само тоа. Го изчистивме вештачкото езеро Треска, кое што никогаш дотогаш не било чистено. Правиме студија за јавно-приватно партнерство, да го решиме главниот проблем во општина Сарај и големиот капацитет, тоа е езерото Треска. Работиме исто така на средување на спортско-рекреативниот центар Сарај. Сега тој центар е место каде што доаѓаат граѓаните на едно убаво, чисто, искосено и средени спортски терени во спортскиот центар Сарај. Работиме исто така и наоѓање на инвеститори за ставање во активност на базенот во спортскиот центар Сарај. Сето тоа е правено во општина Сарај. Исто така направивме порибување на езерото Матка, Вардар па и Треска со ендемска пастрмка македонска од ендемски тип. И тоа е направено сето за граѓаните на Сарај и граѓаните на градот Скопје. Ете така работиме ние. Почитувани присутни, сето тоа беше направено со голема поддршка на Советот на градот Скопје, со голема поддршка на господинот професор доктор Владо Поповски, кој досега беше советник во градот Скопје. За сите овие дела требаше да се донесат одлуки на Советот, особено за делата во Свиларе, во Крушопек, па и во Копаница, заради тоа што тие беа локални патишта кои што не се во надлежност на градот Скопје. Ги направиме со меѓуопштинска соработка, со гласање и со поддршка на Советот на градот Скопје. Заради тоа што тоа се граѓани на градот Скопје и ние сме должни да им помагаме и да градиме во нив. Затоа, почитувани присутни, вечера сме овде пред вас, уште еднаш да ја побараме довербата за уште еден мандат за мене, за градоначалник на градот Скопје. Да продолжиме да правиме дела во градот Скопје, дела во општина Сарај, дела во сите општини во градот Скопје. Затоа ја бараме вашата доверба. Ако вие верувате, ако гледате тоа, од што сме го направиле во овие изминати 4 години, и ако ја видите програмата која што ви е поделена, ќе видите дека има уште многу проекти кои што се многу значени и клучни за градот Скопје и за општина Сарај. Затоа ме повикувам да ни ја дадете довербата, да продолжиме понатака со правење на дела, дела за Сарај, дела за градот Скопје. Ме повикувам исто така да гласате за советничката листа на градот Скопје. Ја предводи професор доктор Владо Поповски. За тие проекти кои што се во изборната програма треба одлуки од градот Скопје за да тие бидат реализирани. Доколку немаме мнозинство од Советот на градот Скопје, нема да можеме да ги реализираме тие дела. Ете затоа ја барам вашата поддршка. Не ја барам само да кажем и да се фалиме дека сме градоначалници или дека сме председатели на совети, советници, туку ја бараме за да можеме да ги реализираме оние дела кои што сме ги ветили, а и други кои што во меѓувреме со меѓусебните контакти со вас ќе изгледат како приоритет за општина Сарај. Ја ќе се обидам да кажам неколку проекти кои што се градат во општина Сарај од страната на владата на Република Македонија, од страната на премиерот Груевски, од страната на градот Скопје. А тоа е изградба на ново средно училиште во општина Сарај. Со што учениците од општина Сарај кои што сега патуваат од овде, ни па дури низ центарот на градот Скопје, некој дури до Чаир, веќе со изградбата ново училиште од следната година тоа ќе биде минато. Ќе учат во својата општина, тука, блиску до своите домови. Нема многу да патуваат, нема да се малтретираат, нема да губат многу време. Исто така, ќе продолжиме со активности за решавање на фекалната канализација во Сарај и во другите населени места. Ќе го направиме патот во село Љубин, така им ветивме на граѓаните на село Љубин. Тие се дел од општина Сарај. Ако направиме во Копаница, ако направиме во Свиларе,
во Крушопет наред доаѓа и село Љубин. Исто така, ќе го решаваме проблемот на езерото Треска. Веќе имаме порачано и се изработува студија за јавно-приватно партнерство за вештачкото езеро Треска. И јас се надевам дека ќе најдеме јавен приватен партнер кој што ќе го ревитализира и ќе го пушти во употреба. Исто така ќе го решаваме проблемот и со базентот блиску до спортско-рекреативниот центар, кој што базен беше некогаш гордост на градот Скопје, не само на општина Сарај, каде што многу млади луѓе во тоа време го поминуваа во летниот период своето слободно време. Исто така, еден од главните проекти кој што го ветува на граѓаните на општина Сарај, а тоа е реконструкција и проширување на оваа главната улица во општина Сарај. И Сарај да добие булеварско решение на оваа главна улица, да заличи како вистинско седиште на една градска скопска општина. Ете, тоа се проектите кои што се ветени за општина Сарај, кои што се во мојата изборна програма и кои што ќе станат реалност. За овие проекти треба да ја добиеме поддршката, кој што кажав, од господинот Владо Поповски. И не само од него. Нас ни треба поддршката и за господинот Зоран Бошковски, кандидатот за градоначалник на општина Сарај од редовите на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Со него заедно ќе ги решаваме овие проблеми. Тој ќе ни помогне во решавањето на овие проблеми. Тој е човек овде од Сарај, од вашето место на живење. Човек кој што е директор на едно средно училиште. Човек кој што знае да комуницира со сите, независно од нивната етничка структура, дали се македонци, албанци, бошњаци, турци, роми или било кој. Човек кој што со својата професија покажал дека може и знае да биде менаџер. Човек кој што има визија за општина Сарај, за секое населено место. Човек кој што има и своја изборна програма. Затоа ме повикува на 24 март да го дадете својот глас за господинот Зоран Бошковски за градоначалник на општина Сарај. Исто така, ме повикувам да го дадете својот глас за доктор Јован Дечков, носител на советничката листа на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија на општина Сарај. За да може да имате представници во Советот, за да може да му се помага на идниот градоначалник, господинот Зоран Бошковски, во реализација на делата кои што тој ги зацртал во својата изборна програма. Ете така, почитувани присутни, така се сака Сарај, со завршени дела, со дела ветени, ако што ќе бидат исто така завршени. Се надевам дека на 24 март масовно ќе излезете на гласање, ќе ни ја дадете вашата доверба врз основа на тоа што сме го сработиле овие 4 години и врз основа на тоа што реално ви го ветуваме дека ќе го завршиме во следните 4 години. Така се сака Скопје. Скопје пред 2009 година беше едно. Скопје после 2009 е друго. Со нови модерни булевари, со нови улици, со нови мостови, со нови огради. Сето она кое што го е потребно на граѓаните на градот Скопје. Со нови автобуси. Да му се заблагодарам на премиерот Груевски, кој што целосно го обнови возниот парк на јавното сообраќајно предпријатие ЈСП. Нови 316 автобуси. Еве ги гледам тука и во општина Сарај, и во населеното место Сарај, кои што секојдневно доаѓаат. Имаме нови, модерни, безбедни, удобни автобуси. Останува на нас да ги чуваме овие автобуси, заради тоа што тие се за нас, не се за други. Не знам кога следниот пат јавното предпријатие ќе има можност поново да набави автобуси. Затоа ме повикува да ги чуваме. Тие се наше добро. Да живее општина Сарај, да живее градот Скопје, да живее ВМРО, ДПМН, да живее Република Македонија. Да сте живи и здрави!